Денес се одбележува Светскиот ден на аутизмот. Во Македонија не постои официјален регистар на лица со аутизам, но според статистиката на Светската здравствена организација има 12.240 лица. Поновите истражувања покажуваат дека тој се јавува почесто од Даунов синдром, од ракот кај децата или глувоста. Почесто се јавува кај машките отколку кај женските деца и тоа за 4 пати. Спасе Додевски вели дека се зголемува бројот на децата со аутизам, па затоа потребно е на овие лица да им се помогне да се интегрираат во општеството, бидејќи за 10 години тие ќе бидат возрастни. Иако секоја година напоменуваме дека треба секој ден да ни биде вперен кон лицата со аутизам, па и со сите лица со посебни потреби, овој ден сакаме посебно внимание да обрнеме до јавноста, дека и тие лица се тука со нас, дека треба да им се обрне големо внимание, да им се даде голема поддршка како на нив, така и на нивните семејства. Нивниот број секојдневно расте. Мораме да поменеме дека во следната декада ќе имаме исто толков број на лица со аутизам, но сега возрастни, имајќи во обзир дека досега не се направило многу. Не можеме да се пофалиме дека се направило многу за овие лица со аутизам во нивната детска возраст. Меѓутоа мораме да бидеме спремни дека понатаму и на ниво на развој на возрастни лица треба да се направи уште многу. За подигнување на свеста на општеството и прифаќање на лицата со аутизам, Општина Струмица вчера фасадата на градинката каде што се сместени децата со аутизам ја обои во сино. Тие се наше секојдневие, тие се околу нас. Лицата со аутизам секојдневно нивниот број расте. И затоа треба да прифатиме и да ги прифатиме во системот. Едно од начините да ги прифатиме во системот е да им возможиме школување на тие деца. Школувањето треба да го прифатиме како неопходност, бидејќи нивниот број постојано расте во светски рамки. Струмица, општина Струмица е една од првите општини, односно првата општина што отвори паралелка за децата со посебни потреби, односно за децата со аутизам. Тоа е сторено уште 2006-2007 година учебна и од тогаш паралелката постојано е отворена и децата со аутизам може да ги посетуваат наставниот процес и да се бидат вклучени во образованието. 2 април се одбележува како Светски ден посветен на информирање за аутизмот, почнувајќи од 2008 година. Воведен е со одлука на Генералното собрање на Обединетите нации, усвоена на 18 декември 2007 година, по предлог на Катар и поддржана од сите земји членки.